Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие следите емисијата Шах со Јуша Андоновски. Денес ќе поговориме малку за Роберт Джеймс Фишер, или популарно Боби Фишер, кој што е веројатно еден од најпознатите шахисти на сите времења и еден од најсилните. Боби Фишер направи повеќе за популаризација на шахот пред било кој пред него, а и малкумина по него. Тој ја прослави титулата светски шаховски првак во 1972 година во мечот кој што имаше и голема политичка позадина, затоа што еден американски велемајстор се сретна со руски велемајстор, имено со Борис Спаски, и ја сруши долгата доминација на тогашниот советски шах. И се разбира тука, практично, прославувањето на таа титула и освојувањето на таа титула беше и водечка вест во многу земји во светот. Инаку, Боби Фишер се запознава со шаховската игра на 6 годишна возраст, именно тогаш добива или се среќава со својот прв шаховски комплет со шахот и ќе биде веднаш обземен од играта. Значи, ќе биде малгапсен од играта и ќе изјави дека она што јас сакам да го правам било кога, тоа е само да играм шах. И навистина и неговото однесување ќе биде така, тој постојано ќе работи, дури ќе го напушти и средното училиште, за да има повеќе време да игра шах. Ќе научи руски јазик во тој степен за да може постојано да ги следи и ги чита руските часописи, руските книги. И практично се што е од шаховска литература што може да набави, тој ќе ја има студирано. Затоа можеби и нема да биде толкаво чудо таа таква сензација кога на возраст од 14 години тој прв пат ќе го освои шампионатот на Соединетите Американски држави, кој што понатаму ќе го прави секој пат нареден кога ќе игра на првенството на Соединетите Американски држави. Тој ќе биде и најмладиот велемајстор во светот, со 15 години, ќе помине одлично на меѓузонскиот турнир 58 година во Порторош, ќе се квалификува за турнирот на кандидатите 1959 година, кој што ќе се игра во тогашна Југославија, во Блед, Загреб и Белград. Но во своите први два обиди да стигне до предизвикуваш за светски шампион, нема да има успех, веројатно поради својата младост и поради својата неопитност. Тоа, значи, се мисли на турнирите на кандидатите 59 година и 62 година на Кираксао, каде што повторно ќе победи Петросјан, 59 година ќе победи тај, обајцата ќе станат потоа и светски шампиони. Во својот трет обид, практично, тој ќе има комфортно водство на меѓузонскиот турнир во СУС 67 година. Меѓутоа, расправата со организаторите или несогласувањето со организаторите, нешто што на Фишер ќе му се случува постојано, да има разни проблеми со организаторите, ќе доведе до тоа да тој истапи од меѓузонскиот турнир, иако практично со обезбедено учество на мечевите на кандидатите, но тој секогаш бил премногу принципиелен и така ќе поминат уште 3 години, ќе мора да чека за својата следна шанса. А тоа ќе се случи во 1970 година во Палма, де Мајорка, каде што ќе победи и ќе оди во мечевите на кандидатите, а останатото би рекол дека е историја, имено тој сензационално до некаде ќе победи во мечевите на кандидатите во првите два меча против силните велемајстори Марк Тајманов од Русија, од Советскиот сојуз, ќе го победи со 6-0, но истото ќе му се случи и на данскиот велемајстор Бент Ларсен, кој што во тоа време практично со Боби Фишер се бори за кој е најсилниот шахист на светот надвор од Советскиот сојуз,
Ларсен ќе доживее дебакал 6:0 и никогаш повеќе не ќе може да се врати. А во полуфиналето Петросијан ќе загуби 6 по 2,5 и во самото финале, како што веќе го почнавме овој разговор за оваа емисија, значи ќе биде победен и актуелниот светски шампион Борис Спаскин по резултатот 12,5 спрема 8,5. Ние денеска ќе погледнеме една партија од Боби Фишер, која што ја игра 1956 година, значи на 13 годишна возраст, ќе видиме во каков стил ќе го победи својот американски колега Доналд Берн, кој што, иако не е толку, да речеме, познат како неговиот истакнат брат, односно американскиот велемајстор Роберт Берн, кој што еднаш ќе успее да дојде и до мечевите за кандидатите, каде што ќе загуби од Спаски 74-та година, но Доналд Берн исто така ќе биде познат американски шахист кој што ќе учествува на 3 олимпијади 62-та, 64-та и 68-та година, значи ќе биде во составот на Соединетите американски држави. Додека познатиот коментатор и шахист Ханс Кмох ќе напише во Chess Review дека оваа партија која што сега ние ќе ја проанализираме е партија на векот. И навистина ќе видиме со каква имагинација, со каква сила и со каков талент располагал малиот 13 годишен велемајстор, овој шахист Боби Фишер, кој што долго време ќе биде и најмладиот велемајстор на светот. Тоа ќе биде се до појавата на уште една феноменална шахистка, најсилната на сите времења, Јудит Полдер, која што ќе го сруши тој рекорд 30 на години покасно. Доналд Берн против 13-годишниот Роберт Фишер се отвори со потегот коњ F3, коњ F6, C4, G6, коњ C3, ловец G7, D4, мала рокада. Сега, по потегот E4 би имале класично кралска индиска одбрана, но Берн го игра продолжението ловец F4, поретко на ова место. Сега црниот има избор каква структура ќе одбере. Тој може да игра со C5, например, или да игра во духот на кралско индиска одбрана со D6. Но Фишер со потегот D5 практично партијата поминува во Гринфелдова индиска одбрана, дама B3, едно од основните продолженија на ова место, D зема на C4, дама зема на C4, C6, E4, сега коњ од B на D7, еден класичен приод во отварањето, црниот си ги развива фигурите. Многу години покасно ќе се востанови дека тука најамбициозно и можеби и најдобро во духот на Гринфелдова индиска одбрана е продолжението B5 да добие темпо, па на дама B3, дама A5, повторно сака да земе на E4, на евентуално ловец D3, црниот се развива на овој начин, прво ловец E6, ја напаѓа дамата и по евентуално дама D1, C5 и тоа би било всушност сосема во духот на Гринфелдова индиска одбрана, која што е многу активно и атрактивно отварање за црниот. Но Фишер, велам, 13 годишен тогаш игра класично коњ од B на D7, тој ќе се обиде да спроведе E5. Токму топ D1 е насочен против тоа ослободувачко продолжение E5, топот против дамата на B линијата, коњ B6, сега дама C5. Се разбира дека белиот тука имаше алтернатива да одигра и дама D3, например, но дама C5 ништо не е погрешно со тој потек. Ловец G4 ја развива последната фигура и евентуално да направи притисок на еден од двата централни пешаци D4 или E4. Се разбира, E5 не би било за црниот воопшто опасно, затоа што би имал база на D5 за своите коњи. Но тука можеше белиот и требаше да се продолжи со својот развој, например ловец E2 со идеја мала рокада и по евентуално коњ од F на D7 дамата да дојде на A3.
ловец F3, ловец F3 и по E5 да земе D5, затоа што белиот има два ловци меѓу останатото, и по евентуално дама E8, мала рокада, коњ зема на E5, ловец E2. Белиот би ја задржал предноста на отворањето затоа што има два добри ловци, така наречена предност на ловечка двојка. Но тој наместо развојниот потек, например ловец E2, игра ловец G5. Тоа е многу необично. Белиот, кој што крши едно од принципите да не се игра во отварање два пати со иста фигура или да не се игра со веќе развиена фигура, затоа ќе биде жестоко казнет, што е многу необично, затоа што белиот обично со самата таа отстапка дека игра прв, обично може да си дозволи одредена непрецизност и тоа да не биде толку забележливо, но точно во оваа позиција му служи на чест на малиот Боби Фишер неговата неверојатна интуиција и одлична пресметка дека ќе види дека тука има многу геометриски мотиви, дамата на C5 и ловецот на G5, и да видите се каков потек игра тој. Дама, односно коњ на А4, ја напаѓа дамата од полето А4, гледате, и практично го остава коњот или го жртвува коњот во празно. Значи не зема ниту пешак. И сега белиот одеднаш да се обиде да разбере зашто е овој потек, почнува да пресметува варијанти и гледа дека, например, ако го земе тој коњ на А4, тогаш коњот од F6 ќе земе на E4, ќе ја нападне противничката дама на C5, но истовремено и ловецот на G5 е под удар затоа што коњот го брани ловецот, меѓутоа исто така ловецот прво може да го земе коњот на F3, а потоа на G5, и каде може дамата да дојде, а да го брани ловецот? Ако земе, например, на E7, дама E7, тогаш црниот ќе даде шах на А5, гледате, и по евентуално Б4 ќе земе на А4. Сега црниот има само пешак помалку, но сите фигури му се во нестабилна позиција, ловецот на F1 му е неразвиен, линијата е готова да ја заземе црниот топ, а кралот остана заглавен во центар. И по евентуално дама E4 би следело топот F на E8, па на единственото ловец E7 да ја покрие линијата, прво замена на F3, ловец зема на F3 и по GF3 ловец F8. Во следниот потек белиот ќе го, односно црниот ќе го изеде белиот ловец и ќе дојде во стратегиски добиена позиција при материјална рамнотежа. Додека пак по ловец E7, по коњ E4, нели, ловецот ако земе на E7, тогаш коњот ќе земе на C5 и по ловец D8, прво еден меѓупотек шах на E8, топ E8 шах, и на ловец E2 покривање коњ зема на А4. И повторно црниот има решавачка предност, затоа што сега белиот уште мора и да бега со ловецот, тој виси на B2, потоа ловец F3, GF3 ќе не може да направи рокада и брзо ќе се распадне белата позиција. Затоа треба да се провери на коњ А4 и коњ зема на E4 уште потегот дама на C1, од каде што го брани ловецот на G5, но тогаш повторно тој потек дама А5 шах, коњ C3 и сега ловец зема на F3 прво и по GF3 коњ зема на G5. Гледате, дамата сега од А5 го брани коњот на G5 и црниот дојде дури и со пешак повеќе и тотално добиена партија. Затоа по потегот коњ А4, многу необичен потек, но многу силен, гледате, скриената геометрија ја пронајде Фишер, се разбира дека и со многу прецизна калкулација и точна пресметка на варијантите, покрај генијалната интуиција. Белиот се решава дека дама А3 е најмало зло, следи коњ зема на C3, Б зема на C3 и сега повторно коњ зема на E4. Тој што има иницијатива треба да игра активно, спротивната страна ќе се консолидира.
ловец Е7, дама Б6. Претходно жртвуваше фигура, сега црниот жртвува квалитет, следејќи ја динамиката на играта. А белиот тука продолжува со потегот ловец на С4. Сега, доколку го земеше тој топ, ловец F8, тогаш ќе следи ловец F8 со напад на дамата и по евентуално дама B3, црниот ќе одигра ваков потек. Коњ зема на C3. Сега дамата не може да го земе коњот заради ловец B4 врзување и по дама B6, А зема на B6, сега топот му е нападнат на D1 и по евентуално топ D2, тогаш ловец B4 се заканува со открие напад и по топ B2 ловец А5. И повторно белиот крал е заглавен во центарот и покрај тоа што црниот има пешак за квалитет само, тој има решавачка позицијска предност. Во партијата по дама B6 белиот решава дека е последно време, крајно време да се развие и го игра потегот ловец на C4, а Фишер удира и на C3. Коњот од D4 зема на C3. Затоа што ако играше, например, топ од F на E8, тогаш белиот ќе направеше рокада. А вака, коњ C3, сега го нуди коњот на полето C3, но на дама C3 ќе следи сега топ од F на E8, врзување по линијата, и по евентуално дама E3, например, би следело ловец зема на F3, па по GF3 дама C7. И повторно заради врзувањето, црниот ќе ја врати жртвуваната фигура и при присуство на разнобојни ловци, но и тешки фигури, црниот ќе има решавачка позицијска предност повторно. Берн се обидува со потегот ловец C5 со темпо да се повлече од линијата, да ја нападне дамата. Така, мислејќи дека ќе заработи темпо, но Фишер прво дава правилно шах, со топот од F8 дава шах на E8, сега крал D2 не е добро заради коње 4, се разбира, а коње 5 не е добро заради ловец E5 и по евентуално ловец зема на B6, тогаш ловец D6, да видиме таа варијанта. Значи на коње 5 да покрие шах, ловецот ќе го изеде коњот и сега по ловец зема на B6, црниот ќе открие напад на овој начин, со ловец D6. Гледате, нападот е од топот и во следниот потек ја зема противничката дама. Затоа на шахот белиот оди на F1 со кралот и повторно еден неверојатно силен потек и неочекуван. Тоа е потегот ловец E6. Значи малиот 13 годишен Фишер не ја бега нападнатата дама, туку тој игра на контранапад. И игра потек ловец E6. Сега белиот може да ја земе противничката дама, ама црниот затоа ќе ги земе повеќето, односно најголемиот број од белите фигури. И практично ќе видиме така партијата и ќе заврши. Ќе видиме како ќе оди понатаму, но ако земеше на E6, што е идејата на црниот, тоа е да се ослободи диагоналата A6 F1. Црниот би дал шах, гледате, на B5 со дамата и по крал G1 би следвало коњ E2, шах, крал F1, сега коњ G3, двоен шах од дамата и од коњот и по крал G1 уште една ефектна, иако доволно типична жртва, дама на F1 шах, принудувајќи го белиот да земе со топот на F1 и тогаш триумф на црниот напад е коње 2 со така наречен задушен мат. Гледате, белиот има огромна материјална предност, но практично после коње 2, коњ G3 е форсиран мат. Да, има и други варијанти, но во сите варијанти, значи црниот е во добиена позиција. Значи Фишер не направи ниту најмала непрецизност во оваа партија. Ловец E6, прекрасен потек, феноменален. Во партијата, значи, ловец зема на B6, белиот ја зема дамата, црниот игра ловец зема на C4 шах, крал G1. Единствено, сега коње 2 шах го враќа кралот на полето F1 и сега коњот зема на D4, открива шах. И го зема пешакот на D4, крал G1.
конј Е2 шах. Само да напоменам дека тука наместо после конј D4 шах, ако белиот се покриеше со топот, топ D3, тогаш прво А зема на B6 и по евентуално дама C3 би следело конј зема на F3. Сега гледате, не може дама C4 заради топ Е1 мат, а црниот со конј зема на F3 откри напад на дамата од ловецот на G7, ја напаѓа дамата на C3, на тој начин победува, затоа на конј D4 белиот игра крал G1, повторно конј E2, крал F1, конј C3, сега крал G1 и сега А B6. Во овој миг, ако се преброиме, ќе видиме дека во моментов црниот има само два ловци за дама, но топот е нападнат, што значи дека белиот губи се уште материјал. Дама B4, топ А4 сега. Топот, гледате, го брани ловецот со напад. Тој конјот C3 е бранет од ловецот на G7. Дама B6 и конј D1. Сега веќе црниот има топ и два ловци за дама, што се разбира дека е премногу. Голема материјална предност, а исто така на сите неволји уште и белиот нема никаква координација. H3, топ зема на А2, крал H2, конј зема на F2. Гледате, за малку да се консолидира, белиот загуби уште и два пешаци, а црниот ја задржа активноста на сите своји фигури. Топ E1, топ зема на E1, дама D8 шах, ловец F8, конј зема на E1 и сега ловец D5. Одлично централизиран, бие на G2, конј F3, конј E4. Црниот сега само треба да ги спои фигурите, крал G7, ловец D6, например. Дама B8, B5, при тоа малиот Фишер не сака да даде ниту еден пешак. H4, H5, конј E5 и крал G7. Сега ќе влезе и црниот ловец во игра. Крал G1, ловец C5 шах, крал F1, најотпорно, на крал H1 би следело конј G3 шах и на крал H2 конј F1, па на крал H3 ловец G2 мат, додека на крал H2 ловец D6 со двоен напад на дамата и конјот, затоа крал F1, сега конј G3 шах, крал E1, ловец B4 шах, крал D1, ловец B3 шах, крал C1, конј E2 шах, крал B1 и конј C3, повторно шах. Значи во последните 6 потези црниот цело време дава шахови, а овој ќе биде предпоследниот затоа што по крал C1 Фишер матира со потегот топ C2. Значи една прекрасна партија која што познатиот шаховски судија, публицист и шахист Ханс Хмок ја нарече партија на векот, Game of the Century. Верувам да уживавте, почитувани, следејќи го раното творештво на генијалниот американски шахист Роберт Боби Фишер. Боби Фишер, кој што за голема штета, би рекол, на светскиот шах, откако ја освои титулата, практично не одигра ни една турниска партија и со тоа се разбира дека најмногу загуби шахот како игра, затоа што кога беше практично на врвот на своите сили, тој остана недокажан. Ете, видовте и сами за каков талент се работи и би рекол, со тоа би ја завршил и оваа емисија. Вие бевте со емисијата Шах со Лјубоша Будановски.